Уште 2 текстилни работнички добија позитивни резултати. Со новите 2 случаи бројот на инфицирани работници достигна до 19. Состојбата во Штип ескалира, па поради тоа вчера неитен состанок во Штип на кој присуствувале епидемиолози од Скопје и државниот секретар за здравство е донесена одлука да се изврши масовно тестирање на околу 120 вработени во конфекцијата од каде се шири заразата. Очекуваме наредните денови да имаме зголемен број од Штип поради контактите во претходните денови, до издавањето на решенијата за изолација, до изнаоѓањето на епидемиолошките контакти, а меѓутоа после вчерашните мерки кои што ги превзедовме и реализацијата од денешниот ден, сметаме дека ќе прекинеме ланецот на понатамошно ширење на инфекција. Здравствените власти алармираат. Сите што имале контакти или се возеле со автобусот со кој се превезуваат работничките, при појава на првите симптоми како кашлица, главоболка, покачена температура, затнат нос, болки во грлото или треска, задолжително да останат во самоизолација и да се јават кај својот матичен лекар. Бидејќи превозот на работничките се изведува во автобуси од локација, а не од конфекција, значи дека во еден автобус имаме вработени од повеќе конфекции и навистина невозможно е да се идентификуваат лицата кои што биле во еден автобус. За сега не се размислува за воведување на рестриктивни мерки во Штип, објаснува Милошев, апелирајќи до граѓаните задолжително да носат маски и да се почитува социјалната дистанца од метар и половина. До сега се издадени 130 решенија за самоизолација. Меѓу нив има и медицинска сестра од очното оделение во Штипската клиничка болница.